По победата во првиот круг на претседателските избори, претседателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Мирче Стојков денеска одржа пресконференција, на која им се заблагодари на граѓаните на Кочани и населените места за поддршката која ја дале за кандидатот за претседател Гордана Силјановска-Давкова. Од моје лично име како претседател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во Кочани и од име на сите наши членови, сакам да се заблагодарам за огромната поддршка што ја доби во првиот круг на претседателските избори нашиот кандидат, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Вчера народот во Кочани покажа дека ја сака Македонија, покажа дека го сака нашиот град и дека промените што ќе се случат на 8 мај се неизбежни. Гласовите што ги доби професорката Гордана не се гласови само на ВМРО. Тоа се гласови на народ кој не смееш да го потцениш. Народ кој сака државата нормално да функционира. Народ кој сака да исчезне хаосот во институциите. Од овде, пред штабот, сакам да упатам порака до сите наши членови и симпатизери. Честитки до сите. Славење без еуфорија и никакви провокации, понижување и закани кон никој. Народот ни ја даде довербата во првиот круг. Не смееме да ги разочараме. Општинскиот комитет до гласањето во вториот круг ќе ги мобилизира сите капацитети кои ги има. Унијата на ветерани, унијата на жени, унијата на млади сили, честни луѓе и патриоти. Исто така, комитетот ги повикува сите граѓани без разлика на нивната политичка определба да ни се придружат во борбата која првенствено е насочена кон ДУИ. ВМРО-ДПМНЕ е столбот. ВМРО-ДПМНЕ е јадрото во која сите останати политички чинители и народ ќе застане, за да ја спречи победата на претходно споменатите ДУИ. Почитувани, секое седење дома, секоја индиферентност кон изборниот процес, секоја абстиненција, тоа значи директна поддршка на криминалците од ДУИ и неколкумина нивни измекери кои им служат ним од СДСМ. Затоа сите масовно да излеземе на 8 мај, да гласаме за број 2, да гласаме за промени, да гласаме за Македонија. Само така Македонија повторно ќе биде твоја.